Веќе подолго време зборуваме за тоа колку е важно да го познаеме, да го запознаеме Бога. И повторно би почнал со Јован 17:3 стихот, кој што гласи: а ова е вечен живот, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог, и Исуса Христа, кого си го испратил. Важноста на оваа тема се гледа само во овој стих, без да гледаме воопшто во други, затоа што е многу јасно ова равенство, дека вечниот живот е ова, да го познаеме Бога. Исуса Христа, нормално, затоа што Бог, Бог, Таткота, Исус Христос, Светиот Дух, тоа е едно те исто во карактер, во особини. И има еден друг интересен стих во 1 Јованово 3:2, кој што гласи вака: возлюбени, сега сме Божји деца и уште не се откри што ќе бидеме, но знаеме кога ќе се открие, ќе му бидеме слични, зашто ќе го гледаме онаков каков што е. За да бидеш сличен на некого, да наликуваш на него, да го рефлектираш неговиот карактер, треба да знаеш каков е. И самиот стих вели: затоа што ќе го гледаме онаков каков што е, ќе го согледаме, ќе го запознаеме, така и ќе му бидеме слични, гледајќи на него. Ако гледаме на некој поинаков Бог, или Бог како што не сме го запознале целосно, тогаш нема ни целосно да го рефлектираме, ќе рефлектираме нешто друго. Некаков поинаков карактер од она што е Бог. Затоа е битно познавањето на Бога. Затоа што, рефлектирајќи го неговиот карактер, всушност на тој начин и го прославуваме. Тоа значи прославување на Бога. Тоа не е само пеење, молитва или било што, туку баш рефлектирајќи го неговиот карактер. На тој начин и земјата на крајот ќе биде осветлена од неговата слава, како што вели Откровение 18:1. И видовме од претходните наши предавања дека Божиот карактер е всушност еден бленд, една мешавина од милост и правда, каде што мора избалансирано да ги сватиме работите, затоа што можеме да отидеме во крајност и на милоста, а видовме пред се и како може да се отиде во крајност и во однос на сваќањето на правдата, на оној дел од неговиот карактер. Разгледавме случаеви каде што видовме дека тоа задоволување на правдата, искажување на правдата од страна на Бога може да биде активно, а може да биде и пасивно во одредени случаеви, или оној вообичаен принцип кој станува збор за пасивното извршување на правдата: што си сееш, тоа ќе си жнееш. Ако правиш тоа, следува тоа, причинско-последична врска. Но често Бог видовме дека е и активен во спроведувањето на правдата и секојаш при тоа е праведен. Бог е праведен. Точка. Тој е суверен, тој најдобро знае во дадени ситуации како да постапува и секојаш кога и активно ја спроведува правдата, тој е праведен. Знаеме дека пред се на крајот на времето Господ ќе делува активно, конечно да стави крај на злото и на гревот, да го збрише едноставно од Вселената, од неговото присуство во Вселената. Ова вечер ќе имаме за цел да го видиме сега Божиот карактер преку едно од најголемите, најсилните искуства што Исус ги поминал на земјата. Најтешките искуства, неговото искуство пред се во Гециманија, нормално. Тука е и Голгота, меѓутоа Гециманија ја дава тежината, да кажам, затоа што тука Исус ја донел одлуката. Откако ја донел одлуката, после било полесно од другиот чекор да го направи, иако самиот крст воопшто не е нешто лесно. Да го повторно да го согледаме Божиот карактер во една ваква ситуација, кога врз Исус ке се струполи целиот Божи гнев. Знаете, оние кои што ја застапуваат она теорија дека Бог не убива, имаат проблеми со сваќање на тоа што е Божиот гнев. Не може да го разберат тоа, а сметаат дека Господ ќе оповлече своето присуство, својата заштита и околностите ќе си ја завршат работата. Значи,
она причинско-последична врска. Но ајде да видиме дали во случајот со Исуса е така. Видете што вели во книгата, ова исто книга за утренски стихови, Божјата воскитувачка благодат. Вели, ниедна тага не може да се споредува со тагата на оној, се мисли на Исуса тука, врз кого што со сета сила паднал Божиот гнев. Искуството што Исус го доживел во Гециманија навистина неповторливо. Нешто што ни тој, ни порано, ни подоцна го доживел, ниту пак некој од нас ќе го доживее. Од проста причина што се струполила врз него, значи паднал врз него целиот, со сета сила всушност Божиот гнев, или неразводенет, или непомешан, може да кажеме. Јас барем колку што знам, никогаш до сега во историјата на човештвото не се случило тоа да се излее Божиот гнев непомешан, освен во случајот врз Исуса, Гециманија. Ке се случи на крајот, уште еднаш. И сега да се насочиме полека на ова случување во Гециманија. Матеј 26:30 вели, откако испеа благодарствена песна, излегува на Маслиновата гора. Видите што, како ова го пише Елен Вајт, самото излегување, самото одење, таа промена што учениците ја согледале кај Исуса, меѓутоа не се не осмелувале да прашале во што е проблемот. Вели, доека се приближувале кон градината, учениците забележале промена кај својот учител. Никогаш порано не го виделе толку длабоко жалостен и молчалив. Колку што одел понатаму, оваа необична тага станувала се подлабока. Но не се осмелувале да го прашаат за причината. Подклекнувал како да ќе се урне на земја. Се тетеравел на некој начин, значи не можел да ги прави чекорите онака како што треба, како што вообичаено ги правил. Кога стигнале во градината, учениците грижливо го барале неговото вообичаено место, нели? Тој практикувал често пати таму да се моли и така натаму, да одмара. Го барале неговото вообичаено место за одмор, за да може нивниот учител да си почине. Секој чекор го правил со мачен напор. Веројатно мислеле, ете, уморене и така натаму, па побрзале да го побараат местото и да се одмори. Секој чекор го правил со мачен напор, гласно овкал како да го притиска страшен товар. Кога неговите придружници не би го придржале два пати, би паднал на земја. Дори на два пати, значи можел да падне, да се сруши, доколку не бил придржан од учениците. 31 стих од 26 глава Матеј вели, тогаш Исус им рече, сите вие ќе се соблазните во мене, во оваа ноќ, зошто е пишано. Ќе го удрам пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат. Што значат овие зборови? Многу битен момент од целото ова негово искуство. Овде Исус цитира текст од Стариот Завет. Ќе го удрам пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат. Делумно го цитира, барем така е цитиран во Матеј тука. Внимавајте што вели копнежот повторно на вековите. Сега Христос бил во положба во која никогаш порано не се наоѓал. Неговото страдање најдобро може да се опише со зборовите на пророкот, значи, гледаме дека ова е стих кој што е цитиран од некој пророк старозаветен, вели неговото страдање најдобро може да се опише токму преку овие зборови. И сега овде малку повеќе е цитиран стихот, вели, разбуди се мечу против мојот пастир, против човекот, мојот близок, вели Господ над војските. Сеќавате ли кој стих е цитиран овде, ако имате Библија со оние маргини? Разбуди се мечу против мојот пастир, против човекот, мојот близок, вели Господ над војските. Захарија, 13 глава, 7 стих. Да. Ево целиот стих. Разбуди се мечу против мојот пастир, против човекот, мојот роднина, говори Господ над воинствата. Удри го пастирот и овците ќе се разбегаат.
ќе ја свртам раката против слабите. За каков меч овде станува збор? Истата таа книга, значи Божјата воскитувачка благодат, која што му стана една од најумилените книги на братот Гоце од Свети Николе, често пати тој ми цитира кога се слушаме цитати. Навистина се прекрасни овие книги со утренски стихови, која од која поубави. И вели вака: мечот на правдата беше извлечен, а гневот Божји против беззаконието лежеше врз човечката замена Исус Христос. Што представува мечот? Како е наречен овде мечот? Како го нарекува Елен Вајд? Мечот на правдата е извлечен, а гневот Божји против беззаконието лежеше врз замената за човечкиот род Исус Христос. Удирањето на пастирот, значи тој удар на Божиот гнев, и тоа не разводнет, не помешан. Кога се вели не помешан, се мисли не помешан со милост. Значи задоволување на правдата, нема тука милост, нема никакви капки на милост. Ако се сеќавате претходно кога Господ се разгневи, знаете на онаа криза на Синај, под Синај, кога направија златно теле, Господ прв се разневи горе, уште додека беше со Мојсија на гората, па Мојсија го стишуваше Господа, повикувајќи се на негови ветувања. За да после Мојсија, која ќе ја види сликата долу, на оној отпад, самиот Мојсија се разгневи. И овде сега го имаме Исуса во Гециманија, натоварен со сите гревови на целото човештво и удрен со мечот на правдата. Гневот Божји против беззаконието, вели, лежеше врз човечката замена Исус Христос. Исус доживува нешто што никогаш ни претходно ни подоцна ќе доживее. Заради нас. И сега да го дочитаме оној цитат од Копнежот. Значи сега Христос бил во положба во која никогаш порано не се наоѓал, значи неговото страдање најдобро може да се опише токму преку тие зборови од Захарија 13:7. Како замена и гаранција за грешниот човек, Христос страдал по божествената правда. Увидел што значи правдата. Христос страдал под божествената правда. Увидел што значи правдата. Ние за да го сватиме Божиот карактер како што треба, она како што реално е, мора да сватиме што значи неговата милост, што значи неговата правда, од друга страна. Исус бил во таа позиција да увиди што значи Божјата правда. До тогаш бил посредник за другите, а сега копнел и самиот да има посредник. Како што читавме, нели, оној избалансиран приказ на Божиот карактер во 34 глава од Излез, каде што му се појавува Божјата слава, нели, Мојсија бара да види Божјата слава и Господ му се појавува, Господ милостив, многу милостив, спор на гнев и така натаму, но и оној кој што не остава неказнет грешник. Планот на спасението е токму тој. Господ постигнал всушност се преку Синот. Вината на целото човештво ставена врз него и Бог, за да не и очисти нас и да остане понатека праведен сепак во целото тоа, ставил се врз него за да ни укаже милост на нас, за да може да ни укаже милост на нас. Значи, ем го решава проблемот на гревот, ем останува праведен во целата оваа ситуација. Ем е милостив, ем е праведен. Повторно гледаме тој бленд на неговиот карактер. Ако читаме во Исаија 53 глава, оние познати стихови, а тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, доека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат, а Господ ги возложи на него, на Исуса, беззаконијата на сите нас. Нешто што ние не можеме да поимеме воопшто. Ништо поминал Исус во тие мигови. Реков, единствениот момент
кога Господ го историл целиот свој гнев врз својот син, како замена за нас. Неразводнет, неизмешан со милост. За да ние не мораме да го примиме. Што вели понатаму Матеј 26 глава, 36 стих. Тогаш Исус дојде со нив на местото кој се вика Гециманија, ми рече на учениците, седете тука доека јас отидам онаму да се помолам. Во моментов се 11 со него, сега ги остава 8-те, ги зема со себе Петар, Јаков и Јован, 20 Заведееви синови, и почна вели да тагува и да се вознемирува. 37-38 стих. Им рече тогаш, мојата душа е длабоко натажена до смрт. Останете тука и бдеите со мене. Меѓутоа потоа отиде малку и понатаму, значи ги остава сега и нив троицата, и падна на своето лице и се помоли. Падна на своето лице, замисли се. Како можеш да паднеш на своето лице? Лицето му е во земјата. Велејки, татко мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, но не како што сакам јас, туку како ти. Односно, нека биде твоја волја, а не моја. Каква е оваа чаша? Во контекст на ова што разборевме, мечот на правдата, Божиот гнев. Чашата на Божиот гнев. Тоа содржала таа чаша. Вели, Божиот гнев кон греот, страшниот израз на неговото незадоволство кон неправдата ја исполнувале со ужас душата на неговиот син. Во текот на целиот свој живот, Христос на паднатиот свет му ги објавувал добрите вести за милоста и љубовта на Отецот кој проштева. Значи го проповедал Евангелието, им зборувал за милоста Божја, за љубовта, често зборувал за спасението на најголемите грешници. Меѓутоа сега, со страшниот товар на вината што ја носел, не можел да го види милостивото лице на Отецот. Чашата на Божиот гнев, неразводенета. Не можел да види ништо од тоа милозливо лице на Отецот. Повлекувањето на божественото лице од Спасителот во овој час на најголеми страдања го проболо неговото срце со таква болка, која човекот никогаш не може потполно да ја свати. Неговите душевни страдања биле толку силни, што едва и ги чувствувал своите телесни болки. И во овој цитат овде имаме се, имаме милоста спомната, љубовта, правдата. Ја гледаме на таа Божја голема љубов, но и страшната природа на гревот и што изискува, што бара всушност гревот, да се излие Божиот гнев, да се исполни правдата, мечот на правдата, да пресече. Токму во светлината на Гециманија во овие настани гледаме како Бог постапува кон гревот, всушност. И кон грешникот на крајот што нема да се покае. И Исус го поднесува Божиот гнев наместо мене, наместо нас, го поднел. Тоа е таа наша замена. И сега, внимавајте сега уште еден, ово е интересен ништо цитат од големата борба сега. Во контекст на она криво сваќање и прикажување на Божиот карактер. Или Бог е љубов, денеска највеќе тоа се проповеда. Бог е љубов, да, сме слушнали од оваа говорница, најповеќе веројатно од мене. Имав и цела серија за Коринќаните 13 глава. Но видите сега што вели овде. Вистина е дека спиритизмот, пазите, темата е спиритизам. Вели, вистина е дека спиритизмот денеска го менува својот облик и прикривајќи некои своји најгруби црти, прима христијанско руво. Но неговите изјави од говорниците и преку печатот се објавувале и се објавуваат многу години и во нив е откриен неговиот вистински карактер. Ова учење не може да се негира ниту да се скрие, дури и во својот денешен облик, тогашен, кој пишува Елен Вајт, камоли денешен, далеко од тоа да биде помалку опасен отколку порано, тој всушност е уште поопасен зашто е по-лукав. Доека порано се откажувал од Христа и од Библијата, мисли на ѓаволот, сега изјавува дека ги прифаќа и двете.
Но Библијата се толкува на начин што му се допаѓа на непрепороденото срце, а нејзините свечени и важни вистини се сметаат за безвредни. И сега внимавајте, вели, љубовта се истакнува како главна Божја особина, и така е, Бог е љубов, но, видите како, но таа се прикажува како разнежната сентименталност, која не прави разлика меѓу доброто и злото. Да, точно, ти благодарам што ме подсети. Чинот на вакцинирање е чин на љубов, така? Сентименталност која што не прави разлика меѓу доброто и злото. Божјата праведност, неговото гнасење над гревот, барањето на неговиот свет закон, сето тоа се смета за неважно. Каков гнев, каква правда, Бог е љубов. Бог е милостив и затоа некој ќе каже на крајот ќе заклучи, па сите ќе бидеме спасени, затоа што Бог не сака никого да уништи. Знаете, филозофите од времето на предпотопната генерација, во Ноево време, која велеле дека Господ нема да не казни, нема да уништи цела планета, затоа што тоа е спротивно на неговиот карактер. И ова е спиритизам, ова се новите бои, да кажам, на спиритизмот. Уште од времето на Елен Вајд, денеска уште повеќе е тоа засилено. Сентименталност. Тоа не е љубовта. Народот се учи 10 заповеди да ги смета за мртво слово, привлечните и волшебните приказни делуваат врз сетилата и луѓето ги наведуваат да ја отфрлат Библијата како темел на својата вера. Од Христа и сега се откажуваат како и некогаш, но сатаната во толкава мера им ги заслепил очите на луѓето, што не ја забележуваат измамата. И да, измамата е толку силна и моќна. Тоа е поентата. Вие кои сте измамени, заблудени, вие не можете тоа да го видите, не го забележувате. Вие сте измамени. Толку ви се заслепени очите, што не можете да забележите ништо од тоа, дека сте измамени. Да, Бог е љубов, но таа љубов се состои, како што кажавме, од милост и правда. Односно, милост и правдата се вкорените во љубовта. Значи, како што видовме во Излез 34 глава, како да имате, да речеме, сега во блендер, сега треба да ставите соодветни состојки и ако промашите процентот на едната или другата состојка, нема да го добиете тоа што сакате да добиете. Милост и правда, ама ако ставите малку поише од милоста, не е тоа. Ако ставите малку поише од правдата, и не е тоа, ни тоа. Треба да има соодветен сооднос, да, или ако тој Божи гнев ќе го разводените, ќе го не знам што ќе направите, ќе речете, Господ да се гневи на гревот, ама он е сепак милостив. Ние го знаеме тоа. И ќе добиете крива слика. Ѓаволот токму тоа го прави. И токму му е тоа целта, да измами, да не ја примиме милоста и да дојде ден кога ние сами ќе треба да испиеме чашата на Божиот гнев. Покрај тоа што Исус ја испил вместо нас. Како го прави тоа? Ајде да се подсетиме први на третата ангелска вест, од 9 до 11 во 14 глава Откровение. Прво да се подсетиме на ова сериозно предупредување, односно најсериозната опомена што е дадена до светот. Ваков опис на ваква опомена немате нигде во Библијата. И друг, трет ангел дојде по него велики со силен глас, ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик и прими ознака на своето чело или на својата рака и самиот ќе пие, што ќе пие? Од виното на Божиот гнев, што е налеано чисто, вели овој превод, или неразводенето во другиот превод, не е измешано во чашата на неговиот гнев и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели, пред јагнето. Во 6 глава Откровение ли беше, се спомнува гневот на јагнето, колку и тоа да звучи парадоксално. Меѓутоа, дури и во тие зборови го имате гневот на јагнето, имате и милост и правда. И димот од нивното измачување ќе се издига во вечни векови и неки имаат починка ни ден и ноќе, оние кои му се поклонуваат над зверот на неговиот лик и кои ја примаат ознаката на неговото име. Ѓаволот сака да не смути, ѓаволот сака да стави или од една или од друга состојка, малку повеќе, и да бидеме измамени, да не го согледаме Господе неговиот карактер онака како што треба.
Откровение ни зборува за една друга чаша. 17 глава Откровение, 4 стих. Чаша која што ја држи блудницата, Вавилон. А жената беше облечена во пурпурно и во црвено и украсена со злато и со скапоцени камења и со бисери, држики во својата рака златна чаша, полна со гнасотија и нечистота од незиното блудство. Оваа чаша и содржи лажните доктрини, кои што ѓаволот преку Вавилон ги сее по светот и целта му е да измами, да заведе. Да преку тие лажни доктрини не ја прифатиме Божјата милост која што ни е понудена на начин на кој што го видовме во Гециманија, каде што сетиот Божји гнев беше излеан над нашата замена, над Исуса Христа, за да нам ни се укаже милост, да не ја прифатиме таа милост, за да на крајот ние испиеме таа чаша на Божјиот гнев. За кого што гласи и опомената во третата ангелска вест, која што е вест за наше време. И во која што чаша нема ни трошка милост, како што рековме. Чи да ја отфрлиме милоста, која што ни е понудена, за да ја примеме таа чаша на Божјиот гнев, која што нема ни трунка милост. Тоа е ѓаволот, сака да не уништи, да не заведе. Затоа е важно да ги разбереме овие работи и да го прифатиме Бога онаков каков што е, за да можеме да го осликуваме. Значи, и не само тоа, воопшто, тоа ќе влие на целиот наш живот, на нашиот однос и кон Бога, и кон ближните, и така натаму. Целото наше христијанско искуство е опрашање. Веројатно, ја би сакал да ги прочитам и останатите стихови од Исаија 53 глава, имаме време. Од 7 стих застанавме кај 6. Го измачува, а тој оставаше и не ја отвори својата уста. Го одведал како јагне на колени и како овца нема пред оние што ја стрижат, не ја отвори својата уста. Со сила и со суд се ослободи од него и кој ќе го искаже неговиот род. Да, од земјата на живите го отстранија него, за гревовите неговиот народ го ранија на смрт. Му го одредија погремението меѓу злочинците, а неговиот гроб беше при богатите, иако не направи неправда, ниту пак устата му изусти лага. Но на Господа му беше угодно да го порази. Зошто? Не е он некој мазохист, не знам што. И тој го предаде него на мачење, затоа што така беше планот. Единствено така можеше да се обезбеди милост, втора шанса за паднатиот човечки род. Мораше да има замена. Кога го жртвува својот живот како принос за грев, ќе види потомство, ќе ги продолжи своите денови и Господовата волја ќе се исполни преку него. Заради страдањата на својата душа, ќе види светлина и ќе се насити со незиното сознавање. Мојот праведен слуга ќе оправда мнозина, нимата вина ќе ја земе на себе. За да оправда мнозина, за да спаси мнозина, затоа ја зеде нашата вина на себе. Затоа ќе му дадам мноштво во наследство и со силните ќе го дели пленот, зашто сам се понуди на смрт и беше вброен меѓу злосторниците, за да ги понесе гревовите на мнозина на себе и за да се заземе за злочинците. Како што и читавме во Евреите 12 глава. Зошто не му беше проблем на Исуса, туку дури радост, без срам, како беше таму стихот во Евреите, отиде и се предаде на крстот, заради радоста што ја имаше. Презирајќи го срамот, да, така беше. Заради радоста за спасението на мнозина, затоа што тој чин, тоа дело го направи токму за наше спасение. Го прифати целиот гнев врз себе, таков удар на мечот на правдата, за да ние не мораме. А ѓаволот, од друга страна, го прави тој смут, како што кажав, преку лажни доктрини, кои што се и текако софистицирани во ова време кое што живееме, и затоа треба многу човек да се држи до Словото и да со помош на Светиот Дух да го моли Бога да може да разликува добро од зло, лага од вистина. И да не забраваме овој стих во Второ Солуњаните, кај што вели дека Господ ќе даде заблудна дејност, ќе дозволи да бидат заблудени оние кои што не ја примиле љубовта кон вистината.
Ние можеме да се фалиме дека имаме вистината, да, меѓутоа љубовта кон вистината е веќе нешто друго. И ќе завршам со цитат од Копнежот, повторно е преубав цитат. Безгрешниот Божи син висел на крст. Сега сме го, значи, поминавме Гециманија на Голгота. Неговото тело било обезобразено од камшикувањето. Тие раце што толку често биле подадени да благословат, сега се приковани на дрво. Тие нозе, толку неуморни во службата на љубовта, се приковани на дрво. Царската глава е ранета со круна од трње. Од треперливите устни се отргнувал извик на болка. Се што претрпел, капките крв што течеле од неговата глава, од неговите раци, од неговите нозе, предсмртните маки што го кршеле неговото тело и неискажливата болка што ја исполнувала неговата душа, затоа што Отецот го скрил своето лице, јасно зборува, објавувајќи му на секое дете на човечкото семејство. Еве што зборува. За тебе, Божиот син, се согласил да го носи тој товар на вината. Поради тебе, поради мене, го раскопал царството на смртта и отворил вратата на рајот. Тој, кој смирил силни бранови и одел по немирно море, кој сторил ѓаволите да се тресат, а болеста да бега, тој им отворил очи на слепите, и воскреснувал мртви, се принел себе си како жртва на крст, а сето тоа од љубов кон тебе и кон мене. Тој кој ги понел гревовите, кој го издржал гневот на божествената правда, заради тебе е сторен грев. Стана грев, како што вели Павле, како што овде и Елен Вајд кажува во Копнежот на 755 страна. Тоа го направи нашиот Господ, нашиот Спасител Исус Христос. Но повторно, преку ова искуство, поентата беше да дадеме повторно нагласок на тоа каков е Бог, кој е неговиот карактер, за да имаме едно избалансирано сваќање. Ниту да одиме во еден правец, ниту во друг во крајности, токму да го осознаеме онаков каков што е. Нека му е слава на Бога за сето оно што го стори за нас, за да не мораме ние да ја пиеме таа чаша на неразводенет гнев. Ние да не го осетиме мечот на правдата. Заради тоа Исус го осети, го почувствува врз себе, за да ние не мораме. И патем речено, за ова смрт за која што зборува сите овие маки што ги претрпал на крстот, станува збор за втората смрт, а не за првата. Нешто што повторно тешко може да го свати нашиот ум, тешко може да го поиме, меѓутоа тоа е она што бил спремен да го стори Господ за нас и го направил. Па наше е. Дали ќе прифатиме чашата на спасението кој што Исус ја нуди и со тоа ќе одбегнеме чашата на Божиот гнев, или за жал може да се случи спротивното, нешто што никој не го сака најмалку Бог. Токму заради тоа е таа опомена на третиот ангел, токму заради тоа се и тие три ангелски вести за ова последно време, веројатно во иднина некојаш ќе спомнеме и контекст на троангелската порака и Божиот карактер. Да видиме како тоа оди во едно единство, во една целина. Нека му е слава на Бога уште еднаш. Амин. Боже и Господе, те славиме во сите висини до небото. Те славиме за таа љубов со која што не спаси и која што можеме да ја видиме пред се преку делото Твое и на Твојот Син Исус Христос, нашиот Спасител, во Гециманија, на Голгота, тие страдања кои што ги поднесе Исус, гневот Твој, Боже, за да ние не мора да не го поднесеме и да не мораме ние да ја пиеме таа чаша. Да ја прифатиме од се срце чашата на спасението, чашата на Новиот Завет, кој што ја символизира крвта Христова, кој што се пролеа токму за спасение на секој од нас, за чистење нашите греови,
за да можеме ние да бидеме чисти, Господи, пред Тебе и да го живееме вечниот живот повторно во заедница со Тебе, со нашиот Спасител, за кој што немаме никаков удел, немаме никаква заслуга, а Тој ја прифати смртта, за која што ние заслуживме, во која што Тој немаше никаква заслуга. Но сето тоа го стори заради нас, сето тоа го направи од љубов кон мене, кон Тебе, кон секого од нас. Да се предадеме, Господи, целосно, затоа што ако ова не го сватиме, ако ова не го сваќаме, ако ова не допира до нас, не знам што друго. За големината на Твојата љубов, за стравотиите што ги носи гревот и последиците на гревот, мораме и едното и другото да сватиме и да сватиме дека покрај тоа што си милостив и многу милостив и спор на гнев, сепак Ти си Бог и праведен, кој што еднаш за секојаш на крајот ќе мораш да ја задоволиш правдата. Не дозволи, Господи, да не ја примеме милоста Твоја, па за да мораме да ја осетиме правдата, одnosno мечот на правдата. Затоа води ни во овој нов ден, ова нова седмица, кој што носи своји нови предизвици, искушенија во ова време кое што е неизвестно и тешко, но Ти имаме, Господи, Тебе, и ако Ти имаме Тебе, тогаш нема што да се плашиме и ќе чекориме сигурно кон спасението, кон оној ден кога ќе дојдеш на облаците, кога ќе дојде Твојот Син на облаците и кога ќе не земе да бидеме заедно со Него, со Тебе и подосна на новата земја, во новиот живот, кај што ќе нема ништо од тоа што денес има од сите стравоти и на злото, на гревот. Го очекуваме тој ден, со вера чекориме, гледајќи на Тебе. Водени и чување, Господи, уште еднаш те помоливме од се срце за сето ова во Христово име. Амин.